За повеќето луѓе, вадењето на ѓубрето е задача од 1 минута. За мене, тоа е речиси невозможна мисија. Ќе ви раскажам за една секојдневна обврска која за мене стана најголем предизвик и зошто е важно да зборуваме за тоа. Живеам во Израел, дел од илјадниците лица со попреченост кои секој ден се борат со физички и ментални бариери. Ова е мојата приказна, но е и огледало на реалноста за многумина, реалност која најчесто останува невидлива. Замислете да секојдневно се соочувате со предизвици како станување, организирање или извршување на наједноставните домашни работи. За мене, тоа е секојдневие. Но, една од задачите што ми задаваат најголема мака е токму таа, вадењето на ѓубрето од мојот стан. Тоа не е само тешка вреќа, тоа е пречка која ме исцрпува и физички и ментално. Се обидов да најдам помош. Контактирав разни агенции, владини канцеларии, организации, непрофитни здруженија. Мислев дека ќе најдам некој кој е спремен да подаде рака, но наместо тоа, постојано бев праќан од една канцеларија во друга, како топка во пинг-понг игра. Одговор секогаш имаше, но конкретно решение никогаш. Во меѓувреме, животот не застанува. Тешкотиите остануваат. И не само што остануваат, туку се зголемуваат со секој поминат ден кога ѓубрето се трупа во мојот дом. Живеам исклучиво од инвалидска пензија, што значи дека немам можност да платам приватна компанија да ми помогне со вакви основни работи. Не можам да си дозволам да најмам некој кој ќе дојде 2 пати неделно. Ова видео не е направено за да се жалам. Ова е повик за осветлување на една реалност, една секојдневна битка која лицата со попреченост ја водат сами, без никој да забележи. Многумина ја игнорираат или пак сметаат за премала за да биде проблем. Но, проблемот не е мал кога ве спречува да живеете достоинствено, кога ви ги ограничува основните потреби. Можеби решението не лежи во големите бирократски системи кои се покажаа неефикасни. Можеби решението е поблиску отколку што мислиме. Можеби лежи во заедницата. Во мал волонтерски проект, каде неколку добри души ќе се здружат за да помогнат. Можеби со поголема свест за овие невидливи борби ќе најдеме заеднички јазик и заеднички пристап. Ако некој од вас знае за некое решение, за некоја иницијатива, или дури и за добар сосед кој е спремен да помогне со оваа, за мене, огромна задача, би сакал да слушнам. Понекогаш, најголемата промена започнува со најмалата помош. Секој предлог, секоја идеја е добре дојдена. Заедно, можеби можеме да го направиме невозможното возможно. Погледнете го следното видео за да дознаете како сите можеме да придонесеме за подобра иднина.